Денеска со нас е една дама која е оснивач на најстарата IT компанија во Македонија. Мислам дека постоите веќе 30 години. И 4 да. Еден од оснивачите. Иначе ко актуелен конзул на Канада во Република Македонија. Така. Многу ми е драго што денеска ќе говориме за или ќе беседиме за се она што го имате како лично искуство во овие изминати 20 години, кога што се знаете со Чичко Ѓорги Филев, така јас го викам, и дека ќе откриеме уште некои работи кои говорат за неговото дело тука на земјата. Еве, многу просто, како се запознавте? Најпрво благодарам за поканата. Навистина ми е драго денес да зборувам на ваква една тема која што заслужува големо внимание од луѓето и треба сите да знаат, јас не го викам Чичко Ѓорги Филев, туку брат мој Ѓорги, така да сакам да ви кажам дека ние 20 години се знаеме. И во овие 20 години секако Ѓорги Филев го запознав во едно за мене многу тешко време. Обично така луѓето го запознаваат, ама еве со години стававме и пријатели, и домашни пријатели. И навистина беше тоа еден голем предизвик за мене, бидејќи тој како биоенергетичар и еден признат и во светот и во Европа, јас за прв пат се сретнав со вистински биоенергетичар. Иако да ви кажам, јас до тоа време некако бев неверни Тома за таа работа. Скептик бев, не многу. Знаев дека постои нешто, ама никогаш некако не го тоа артикулирав вака во моите мисли. И секако сакам да ви кажам дека тоа на почетокот ми беше едно големо изненадување, бидејќи кај него таа негова дарба тој не ја искористува во смисла на тоа дека сака секого да го стави и да го подлажи под таа работа, туку само на сака да го стави секој. Секогаш, значи, тој работи под еден принцип во кој што секогаш е во консултација со докторите, секогаш кажува каде може да помогне, а каде не може да помогне. И тоа мене тоа многу ми се допаѓаше, бидејќи сите секогаш нешто ќе се фалат, нели има емисии такви. Јас можам да кажам дека Ѓорги Филев на почетокот, па ќе ви кажам потоа како се запознавме. Ѓорги Филев за мене не е само, како да кажам, еден човек кој што ми помага кога ми е тешко или нешто, него тој е еден пријател, мислам дека Македонија го нема многу разбрано тоа, дека Ѓорги Филев е една филозофија на живот. И тоа тука тој е многу јак, како да кажам, тој е македонскиот гуру во Македонија. И кога ќе ја разберете неговата филозофија, како треба човекот да живее, тогаш и вашиот живот ќе стане полесен и мислам ќе го разберете поедноставен, да. Инаку ние се запознавме во една многу тешка ситуација за мене. Јас имав брат кој што беше 7 години помлад и имаше 34 години тогаш и тој имаше меланом, рак на кожа. И чувме ние за значи целиот третман и целото лечење беше во Виена. Сакам да кажам дека во Виена тие веднаш му кажаа на него, знаете, вие готови сте, нема да живеете многу, така во Виена се отворени. Имате ли деца? Неговата сопруга, мислам, Марина, она беше трудна, а големката беше 2 годинки. Така да отидовме, мислам дека дури пред прегледите во Виена, отиде тој кај Ѓорги Филев, некој ни го препорача, отиде тамо и Ѓорги кога го виде него, го прегледа, му ја виде енергијата, дека му е слаба и дека е се тоа пореметено кај него во организмот. И тој му рече, знаеш, дечко, ти не си за кај мене, ти да одиш на доктор. И тогаш ние почнавме да шетаме по сите тие во свет, се што постоеше баравме и не успеавме. Кога, значи, тој веќе легна во постела, имаше страшни болки, жената беше трудна, Ѓорги секој ден доаѓаше за да го
за да може тој да спие, бидејќи не знам на кој начин со таа биоенергија успеваше да му ги смири болките најпрвенствено. И второ тоа што брат ми навистина веќе во таа ситуација после сите тие хемотерапии, сите тие тешки состојби, тој сакаше да го види детето кога да се роди. Иако тоа што го прогнозира докторите и во Виена, значи немаше шанса дека ќе може Сигурно да остане повеќе жив. од Да. 2-3 месеца не му дава. Да, не му дава, не. Така да Ѓорги тука, мислам, они си има, јас не присуствував на тие разговори, али во секој случај мислам дека тој на Ѓорги подобро ќе го каже тоа, јас сега не знам они каков разговор воделе и колку Ѓорги ќе сака од тие разговори да каже. Но јас мислам дека он го одржа во живот и детето се роди. И јас да ви кажам, кога се роди малата, сега е таа веќе 19 години девојка, јас бев многу срекна, веднаш отидов, ја сликав, ја однесов на него слики да види, он беше веќе во болница и потоа и дури ја однесов во болница да види. Беше 30 дена теона кога почина брат ми. Ѓорги доаѓаше и во болница секој ден и така да они имаа некакво разбирање и тоа духовно. Колку го продолжи Ѓорги? Па, Јас ќе го тоа објаснам. ќе го објасни, јас сега не знам тоа толку во детали како, зашто јас не знам точно дали тоа Беше во хаос, како сестра која губи брат многу помал. Мислам сега ќе го објаснам. Првата средба дојде со Тони на Манета Машит, со по наше вика со шурата. Јас ги ставам раците, што да кажам, гори внатре од нив. Викам јас од мене тоа не можам тука ништо да направам. Ќе одите што може да се оди, речеме идете на лекар, а после што треба јас сум ви на располагање. И он кога се врати од сите тие анализи, веќе он немаше рамнотежа. И првите средби, да речеме, таму беа со и неговата жена, што само и течеа солзи, глас не пушташе. Многу е поопасно кога, знаеш, викам, Марина, јас со Зоки си имам направено муабет. Ќе го држам да го виде бебето. Ќе успели. Сега ти ќе бидеш весела, среќна што имаш дете од него. А он си заминува. Се вртам кај Анета и викам, мораш да бидеш јак, да издржиш, брат ти да го испратиш, ако не, може да идеш пред него да заминеш. Тие ми беа зборовето. Да, тоа беше многу една интересна случка. Ви кажав дека јас бев скептик некако околу тие работи, ама знаете кога имате толку болен човек, толку млад. Некако тогаш беа и татко ми, мајка ми живи, сите роднини, сите во мене вака гледаат јас дека ќе го спасам. Они мислат дека еве ние као јас и маж ми фирма имавме, па имавме шанса за финанси, земавме и кредит и тука е тоа е, да. И Стив Џобс имаше многу Да, поголема фирма од вас, да. И секогаш да, и тогаш јас веќе не знаев што да правам, ја така сум позитивна во тие работи и гледам со работа кога е некоја тешка ситуација, со работа да препокријам тие мои чувства. И Ѓорги дојде да го со брат ми тој ден и ме гледа мене, тука сите војковци, мајки, татковци, сите. И ми вика, а ти како си? Вика, слушај, јас тебе еден третман да ти направам. И ме седна. И ми вика, гледа и вика, слушај сега да ти кажам. Јас не знам оваа твоја врска со брат ти е нешто неверојатно. И сакам да ти кажам. Значи, под итно ќе мора, вика, да се одлепиш, вика, од таа приказна. Инаку да знаеш и ти ќе отидеш со него. Ќе те повлече. Значи ти мораш енергетски да се одлепиш од него. И тоа мене толку ми стана во главата, ми влезе. За да му помогнеш на децата негови. Ти има 2 деца и стварно навистина, 4 деца имам, мислам и моите 2 и тие ги школував, и големата завршува во Падова во Италија, многу е добра студентка со фул стипендија и да, малата тука е на Американ, сега се запиша информатика. И сакам да ви кажам, снаата работи кај мене во фирма, е директор на комерција. И сакам да ви кажам, еве успеам.
Жално е за тој човек што си оди, инаку фамилијата горе-доле Ќе се сега, снајде ќе после се тоа, да. снаоѓа, да. Јас ќе продолжам сега да го дообјаснам. Моментот стварно Зоки беше на енергија што знаеш, гледаш голем човек, а го гледаш го нема. Кога одиш во време. Јас викам молам ти се ќе доаѓам болови. Штом стигнам и точно вика знаех кога пристигаш. 100-200 метра си далеко, на мене боловите се стишуват, викам, тоа е, викам, твој баланс и мој заеднички. Да издржиш, и кога се породи малата, се он беше на гледажна клиника, одам кај него, ми ја дава раката и вика, не може да те гуштам, ама ми баци рака, вика, јас си заминам, му викам, среќен пат, децата ќе ти бидат среќни, викам, жена ти и сестра ти, викам, твојата фамилија, сите ќе помагат, ти биди спокоен на горниот свет, така, викам, ќе се видиме еден ден. Тоа беше, и така си станавме пријатели, да речеме. Да, Извини да те прашам уште една работа. Дали ти си имал некој личен проблем кој Ѓорги ти помогнал по тоа да го решиш? да, Сем овој со брат. добро сега. Тој со брат ми беше специфичен проблем. И голем да, проблем. И голем проблем. Јас да ви кажам, после тоа некако не си имавме видено некое време, но во нека година, две и потоа повторно стапивме во контакт со некој проблем беше, не знам, нешто Минорен. минорен беше нешто. И он кажа тогаш не е важно. И јас сега пушам за секој мој проблем, одам нешто да се прегледувам. Татко ми доктор, знаете, Така. татко ми доктор, специјалист по општа медицина, директор беше на клиника. И ја одам прво кај Ѓорги, да видам Ѓорги што ќе каже. Имав да кажеме некои работи кои што Ѓорги навистина перфектно ги решава. Јас имав полипи. И тоа сериозни полипи кај што не можев да дишам. Одев кај многу познати доктори, тие сите ми вика мора операција подитно, или одма ве ставаат на нешто дексаметазони, на вака хортико, да. И јас на Ѓорги му викам вака и вака, Ѓорги му вика, знаеш, нешто ми се гледа као не е окей, увиена да одиш и ова, знаеш, може да го повредат нервот и при лазерско. Дај да пробаме, вика, со енергија. И на вистина, значи тука е он многу успешен. Мене ми се повлекува, јас никогаш не направив операција. И ми се повлекува полипите. До ден денеска немаш никаква операција? Никаква операција не имам направено. Втора работа имав и проблем, да кажеме, со коленото. Исто ми вика дека требаше да го оперирам. Исто он ми правеше некои третмани. И јас многу сум за тоа благодарна, али не е тоа клучот у нашите, мислам, нашето среќавање е повеќе, да, и фамилиарно ние веќе, мислам, и со неговите деца, и тој со моите деца. И така, повеќе како за совет го користам сега, што да правам, кога син ми е љут. И не ми се јавува од Сан Франциско, што да правам со ќерка ми. Да те потсетам само дека ве разговаравме вчера, токму син ти се јави, бидејќи го спомна. Да, точно. Видиш, може точно тоа, Ѓорги го пратил како меседж, да не прекинува во разговорот за он да се јави. Види, она е сунгер за проблемите на сите, и на другарки, на комшики, и што. Па може да замислам кога те прашува како тоа е. Нема право. Не само на список цел има. Има, Бога ми. Па колку пат, аман тоа се случи. Да, тоа, сега веќе други го препорачувам. Добро, викам. Што, види сега, флуидот на енергијата, кај многу луѓе сличен, и некои ќе ти бидат ептен блиски, ќе можеш да речеме. Да комуницираш. Јас викам често пати, може некој да сака да друго, или јас да сакам, али не ти дава природата да бидеш блисок и за се и фамилиарни проблеми да се знаат, и проблеми на деца, и така, и така. Чуден беше моментот, да речем, пак ќе се вратам на нејзиниот брат. Значи, во него се гледаше на страшна ширина. Како енергетска ширина, често пат се вика, јас само се питам зашто некои луѓе толку добри порано заминуваат. А има ли одговор, Ѓорги, на тоа прашање? Има. Во други емисии ќе правиме тоа. И јас го питам Зоки, викам, добро Зоки, знаеш ли што ќе се случи? Вика, јас брзах, знаех, али до толку не. Јас вика, знам, оти ќе си заминам, оти не бех добар, вика, скоро година и пол. Али брзак, знаеш, во времето и мислеш,
ќе биде, нема да биде. Како ќе има дожд, нема да има дожд, нема да ми се случи. И кога се случи, тоа само викаше, држиме, не можам. До секој момент ќе замина. Pero тоа ти се врзува за енергията. И јас и да си одам дома, он ја со мене енергетски. И кога ќе кренам према него, често пати гледаш го тажен. И кога ќе стигна, гледах го на моменти кога беше болови, солзи очи, глас не пушта. А ти тоа го чувствуваш. Дори на моменти, кај некои луѓе нивниот бол, ако е, дали на нога, дали коска, дали тука, и јас го чувствувам тој дел. Дури ти помине слика, често пати кога беше веќе у болница, бебето кога го чекавице, и само ќе помине, гледаш го у природа, ливада се, али гледаш го тажен од болови. Виках, Зоки, и да не сум кај ти, викам, да не стасам на време, тоа му виках. Само мисли кога сум кај тебе. Мисли на мене и јас на тебе, за да издржиш уште толку време, мораш. Знаеш, тој флуид, тај контакт енергетски со универзумот, со тука, со луѓето, после, знаеш, фамилиарната енергија од тај момент цело хаос. Мораш да најдеш момент на сите по 5 збора, на татко и беше, што се вика, јако доктор, вика, леле, што мислиш? Вика, слушај, тешко е да гледаш твое дете заминува, али мораш да сватиш, баре има оставено поколение, децата ќе ги чувате. Тоа е, викам, животниот пат, енергетскиот систем, што он мора порано да иде. Ама зашто? Тоа, викам, самото згоре се знае. Значи во целиот неред имало некаков ред, бидејќи станале наследници и после него, да, тоа е некаква исто Божја предумисла. Точно почнеме, кармата ли е во прашање? Судбина. Видите, ние, нашиот живот тие, како што имаме прсти на рацете, по кој пат ќе го одбереме. Да се родиш, да учиш, да крадеш или да не крадеш. Да бидеш лош или да бидеш добар. Значи, сето тоа, ние сме еден вид на факултет во човечкото тело, за во горниот свет. Зашто јас знам многу луѓе што биле исклучително добри, се надевам дека и Зоран бил тоа, кои биле умни, кои почитувале вредности, но сепак многу помлади заминале од овој свет. А знам и многу, како се вика, луѓе кои навистина правеле многу зулуми на овој свет, па живееле доста долго. Види сега, на вие што ги имат праено зулум. Јас ќе ти речам сега за еден што имам праено вака. Беше околу 85-6 години и децата му беа починали, сите пред него. И вика, зашто? Викам, не знам. А уствари ти само знаеш. до згоре. А не смеш да му кажеш. Јас за лошата енергија, добрата енергија имам многу добиено школо од мајка ми и од бабата Вања. И мајка ми, сега ќе го кажем јавно, мојот дедо незиниот татко е бил обичен човек у планинско село таму и кој што со стока. И он преко сон почнува да ги гледа буквите на овците и да чита, чита Библија се и го запистанува поп тоа време. И на мајка ми вика, слушај, книгата е за мојата фамилија голема, убава, али и тажна. И вика на мајка ми, ти ќе имаш многу деца. Да замисли колку е тоа јако. Твоите браќа близнаци ќе умрат пред тебе. Едниот кога ќе умре, да запамтеш, после 3 години на исти ден ќе умре другиот. Јас те си ги зборува слушах од мајка ми, а ми е мака за најмалиот брат. Мојот брат кој вика, он ќе крене по правдина, ќе стане убиец. И мојот најмал вујко е бил у војна, партизани и тој у Канада, у Торонто. Таму го оставено животот. Вика, имам се осветено, вика, на луѓе што Ми правеле белја. И викам, добро бе, Војко, немаш фамилија. Јас не сакам да имам фамилија. Зашто вика, јас сум убиец.
А ќе го наследи кармата Зашто на вика децата, да. мојот ген, мојата фамилија да страда? Извини, да те прашам нешто. Дали е Левеј, само да Да, го да, наповедам. извини. Значи, замисли убиец, тој викаше ти убиец е бил у војна, 94 години живеа. така, да те прашам, дали имаш некакво сродство со Вања? Имаме далека роднина, сме со тоа, ги со таткови. Сум бил, пак ќе го кажем, таму имам спиено со неа разговарано, из денешните теми, денешните војни, значи, само тоа подобро што викат, Да не чувај го кажеш. во себе. Чужди си, не Да, кажеш. Јас знам дека си криел извесно време дека ги имаш овие така речи енергетски моќи и дека Вања те посочува токму како еден вид нејзин наследник. Не наследник, само ми викаше дарбите ти се назад. Со тој назад болен се свет, работи, тек те чекаат. Вања никој не може да нас наследи, зашто гона си правиме моабет. Она знае позади што има. Се што се случува. Она ме натера да и дадам, уствари, вика да и кажеш на мајка ти, она ткаја келими. Да ми ткај скотач. Вика, еден со еден да ме погребат, а другиот да си го носам. Толку бебе блиски и првиот удар кога го добија Вања, одма ми се јави, јас отидех тамо да ја направи да сеансат. После минута две и стана лошо, вика, ме речеа да прекинам, жилите ми се шират у главата, рече, викам тето, јас викам тето, поти не е за биоенергија, ти вика, пробај. И не даде повеќе да ја правам сеанс. Ова сега што го зборуваме сигурно малкумина и од твоите пријатели го знаат сега што го кажуваш. И баш затоа се решивме на ваков чекор да направиме и видеозаписи за сите твои искуства. И мислам дека тоа навистина ќе остане за поколение. Ева Нета е Да. жив сведок на тие работи, ама ево откриваме секоја емисија по нешто ново. Не само тоа, него мине јас ги чувствував енергите. Јас сум многу исто така енергетски јака, бар се надевам, еве Ѓорги тоа ми го кажал 100 пати. Јас сум енергетски, не сум јас биоенергетичар, но секогаш мислам дека мора да има равнотежа во енергиите. Знаете како, ако правите добро, ви се враќа со добро. И тоа е неверојатен феномен, еве во мојот случај. Јас сум почнала од нула, од минус нула, ама заради тој мој еден начин на живот, како да кажам, да помагаме ова што кажува Ѓорги, јас и него го молам, некогаш ще молам, види оваа другарка ми, види го овој човек, види го не. Значи јас мислам дека со тоа јас некако сум срекна, мене Тоа слободува од... Да, децата ми вика, да, ти сакаш да помагаш, да, и кај што треба, нели, финансиски се, ама ти сакаш да помагаш заради себе, не заради другите. И јас после седнав да мислам и стварно заради себе некако, заради тоа што во тој момент кога помагам, јас сум срекна во моја, И се можеш да замислиш колку е радостен Ѓорги. Да, и јас го разбирам Ѓорги, ја и он многу добро се разбираме, значи на таква една ситуација. И јас морам една работа да кажам. Значи, сите сега ќе, можеби секогаш ќе мислат нешто материјално тука се случувало или не знам што. Јас бев шокирана од Ѓорги, дека он кај брат ми кога одеше, он ни еден денар, ни едно не знам што, кои пари беа тогаш, не побара, нити па зема пари. Ја дури години ми беше реков како тој човек толку беше внесен во оваа цела ситуација, викам никогаш не побара пари или нешто, он не мислам, не е тоа заради материјално, он да работи за материјално, кој знае колку сега ќе имал имоти и пари, што не е така. Така да сакам да ви кажам дека енергиите се сериозна работа, тука нема играчки да играте вие за материјална корист или нешто, тука не може тоа да Да се знае, најдобро е Да. Па види, јас во наредни емисии ќе донесам особа која детето го знаеше, да не ја мајка му, да не ја травматизираме, која иако беше 21 година, тој вика вака. Никаде не сакаше, не само кај мене. На мене времето истече. Потпуно здрав. Значи, имаш луѓе кои се со таква, јас викам, човечка енергија, али поврзано со вселенска енергија, кој ради контрола за баланс, јас вика, мојот живот заврши до тука. На таа дата јас си заминувам. Викам, добро,
со мене си разговараме, давам рака, викам среќен ти пат, како да кажам на мајка и дека детето на 20 години ќе си замине. Викам, сега ќе се вратиш на факултет, си полагаш испити, си ги полагаш, 3 дена. И денот, кога дојде, он се замина. Како ќе, што ќе се случи, ќе замина. Тој флуид, да таа, јас ја викам енергија, или некој болни кога ќе се поврзе, како минатата емисија што беше Алекса. Знаеш, природата не створила нас, јас, он, тој и ние, сите вие, да функционираме на тоа ниво енергетско, да сме во контакт за доброто на земјата, на луѓето. Многу е битно комплетната фамилиарна енергија кога е соберена овака и во болести, и во богатство, и во радост, што се вика, да е... И во тага. И во Сплотена, тага. сплотена Да. некога. Да. Наистина многу интересно. Ја би рекол четиво, пошто пишувам се во последно време, многу интересен видеозапис и драго ми е што полека, но сигурно отвараме едно ново поглавје во македонската биоенергетска сфера и точно нафрли ти една работа. Индиците го имаат Ошо, Да. другите го имаат Саид Баба, третите Да, го се... имаат Не, како ова, Неиси ки ми овој текне. гуру, Садгуру кажавме. Садгуру, да, Садгуру, да, така? да, он е многу, да, јак, Но ние он е јак. гледаме Ѓорги и јас знам дека Ѓорги правил и големи сеанси со многу повеќе луѓе од еднаш. И тоа ќе го ставиме за во наредните емисии и точно ја погоди целта. Ние треба да ја разбудиме нашата свест и нашите вредности што ги имаме во Македонија. Баш тоа Петар? треба да се сплоте македонскиот народ енергетски. Јас пак ќе го кажам, до Ванковер имам стасано, македонците таму еден со друг неќе да се видат. Али тоа е се постепено, уште пред 1000 години, тоа е, значи, систематска, да речеме, програма, кога православието се одваја на повеќе гранки и православните што се христијани се разединети. Немате енергија. Ние немаме енергија. Зашто? Речеме, во сите држави, државата мисле за религијата. И во Шведска 2,5%, 300 од плата оде за црквата. Во Италија исто. Православието од све ќе учат ученици, значи не добиват ништо од државата, го има изфрлено. Нема таа хармонија да народот, да кажеме, и дома поштува, да си зема молитва пред јадење сите. И сега и се, јас викам, дојдено ивица пред земјотрес. Се ниша. Јас сакам да кажам околу религијата, бидејќи јас сум многу религиозна и од религиозно семејство сум. Не е толку важно ние колку одвојуваме за црквата. Знаете, религијата треба да биде во нас. И фактички ние тука, јас мене многу ми е дури смешно и ова кога гледам дека сега еве Великден, па сега и кој верува и кој не верува, нешто ќе да постат, не. Ја постам 30 години. Не е тоа важно, него сакам да кажам постапките наши се религија. Религијата треба внатре да биде таа, да. Не мора дали ние влегуваме во црква секоја недела или не, а ние ја изгубивме таа религија во нас. Мислам дека во Македонија е комплетно изгубена религијата и тоа почнува можеби од целата таа констелација во црквите, во свештенството и во тоа што не признаваат, не знам. Но сепак мислам дека македонскиот народ ја изгуби енергијата некаде попат. Ако видите, ние имаме неверојатно многу негативна енергија во државата и затоа не можеме глава да кренеме. Не се работи од дека дали некој ќе ни каже вака треба да се прави или така. Ние самите во себе не веруваме воопшто. И тука е големиот проблем со нашата држава. Ние не веруваме, ние секогаш слушаме некои други што кој ќе ни каже и тука е тоа голем проблем. Ќе направиме да шала издеа, затоа јас трчам. Цел живот сум верувал. Давате и во. Не, јас верувам, јас сакам, зошто сум Јас останала сакам да тука. спасам држава и штрекуваме со глад, сум бил и на протести од други држави. Кога тоа е, да. Сепак, мислам,
поголема група со позитивна енергија, со вака, значи, да се објасне, дообјасне, народот ќе свати. Тоа што никој што нема пробано лута пиперка не знае како лути, али кога ќе проба ќе Ќе види види. како е Знаеш, зортото. тоа е знаеш суштина. Јас обично вака пред крај на некоја емисија кажувам по некаков мал мој расказ. Ѓорги имав една сериозна болест, така речи, исто како ке брати Ѓорги доаѓаше кај мене и на работата од 0 до 100 дојде тој доктор што ја гледа, тоа е у Мегамед, вика кој ти кажал дека си имал ти пулмонална емболија со тромбофлебит, тој те лаже, а тој е братуче. Не може да ме лаже, знам дека бев и горе и се вратив назад. И сега Ѓорги после тие 70-80 сеанси доаѓа кај мене дома. Ја не пијам кафе, да изнегу. Пати џаде од дома. Кај јас греш, а јас толку добар резултат добив, да тоа е просто чудо. Ама што се пошто нели сме енергетски поврзани се. Значи, ваќам дека нешто видел што не треба да види. Факто што се случило. Она што ми го ставиле како течност за контраст. Му ја сменила бојата на урата. И он моето подобрување у суштина го видел као нека ѓаволска работа. И вика у боја, зелено ја гледа целата работа, пошто зелен е контрастот. Избега ради зелена и му звона на телефон, ама не сака да ме. Му викам Ѓорги, чекај да ти кажам. Знам зашо избега. Како да не знаеш? Му викам да не ми се смени аурата и ќути на телефон. Зелена му викам да не беше. Контраста беше зелена во крвта му викам, затоа се сменила. Значи какви нијанси препознава и каквите тие нијанси него му даваат одреден сигнал дека ова треба да го прави и ова не треба. Па да напоменам една нейна другарка од фамилија да прави сообраќајка. Мислам за по сообраќајка и викам на неа, не ме послуша, ама имам бес на душата. И викам што да направам? Без кога имаш плучата, гледаш балон да пукне. Викам плучата. Ништо. Викам, анета, жал ме, ама детето отиде, не. Викам, не, зашто него, докторите него видеа прво плуќата, да, како што он кажува. Али во принцип, мислам дека е многу добро тоа Ѓорги што го прави, бидејќи не може да се каже тоа дека е над лекарства, нешто. Надри нешто, да, не заради тоа што он секогаш работи со докторите. И тоа е многу битно и ја мислам дека докторите зависат повеќе од него. Уводна е таа. И тоа е многу важно. Значи да не мисли некој дека седи сега Ѓорги па си работи само на своја. За наредната емисија што ќе говориме, комплементарното на Ѓорги заедно со со медицината, сериозната медицина, да. И заради неговото големо искуство, значи со болник, веќе ги знае дијагнозите да ги постави во првиот момент. Мислам дека тоа сега веќе нема ни такви доктори што може толку брзо да постават дијагноза како него. Едно од неговата енергија, која што може биоенергија, нели, да ја види енергијата и ореолот кај луѓето, а второ е заради тоа што и медицински ги познава проблемите. Значи, он познава медицина како да студирал медицина. Не само медицина, во медицината има многу гранки, поготово психологијата на луѓето. Психологијата посебно, одма знае кога не ми чини нешто. Како да, но ке ми се јава свара, шо прежи, ја викам нешто, од кај знаеш. Сега извини, ке те вратам на првото, пошто од тогаш не те вратив. Стварно ја виде зелена урата или што се тогаш кога? Зашто темен у боја, а тоа е фактички експлозија у телото. Так. Завршено. Толку. Не може да стасаш. Тој отвори, затвори очите у боја. Ако работа, вика може да се десе нешто и подобро да се тргнеш. Ви благодарам уште еднаш на двајцата. Баш ми беше драго, беше многу убаво чувството да бидеме заедно. Тројцата осетив една заедничка енергија. Да, и благодарам уште еднаш на двајцата за добро да се гледаме, за добро да се слушаме.
Анета, И јас- Мир, јас нема да те многу. пресирам со вие. Да. Чувствувам веќе за многу Да, блиска. ја особено твоето име Петар многу ми годи дека и син ми е Петар. Браво, баш ми е драго. А инаку честитки за студиото, Да. прекрасно е, да. Ви благодарам многу. Да, благодарам. Уште еднаш благодарам на сите, се гледаме во наредната емисија.